Но она што денеска мене особено ме вознемирува е годишнината 7 години по Смилковското езеро, по настанот што со право може да се нарече терористички, без право и правда. Тоа е државата во која што живееме. Тоа не го заслужуваа невините луѓе. Тоа е атак врз уставниот поредок. Тоа е терористички чин. Меѓутоа, правен епилог нема. Да подсетам што велеше премиерот тогаш. Дека има снимки, дека никој нема да остане неказнет, но се чини дека во името на коалиционите партнери, правото и правдата не стигаат. Можам да ги замислам родителите на младите луѓе. Како да веруваат тие во правната држава? Затоа ние повикуваме на право и на правна држава. Ние ќе се раководиме од уставот и законите. Ние ќе го оставиме судот да суди. Ние нема да се мешаме во судската власт, ама додека е премиерот председател на Советот за судски реформи, право и правда нема да има. Оти правото и правдата, законите и уставот постојат за граѓаните, не за да се декларираме пред ЕУ дека имаме устав и закони. Но правото и правдата кога ги нема во реалноста, уставот и законите се обичен декор. Ние тоа сметаме дека не е доволно. Ние ќе сториме се за да ги оживотвориме, за да ги примениме, за сите да бидеме еднакви пред нив, да нема политички реваншизам, да нема селективна правда. Ката ден се соочуваме со скандали, со корупција, со криминал, со клиентелизам, со непотизам. Станавме најскандалозната земја во Европа. А велиме дека набрзо ќе ги почнеме преговорите со ЕУ. Ме чуди, па нели минатата година го прославија почетокот на преговорите со ЕУ. Годинава само требаше да дојде јуни и ние да ги почнеме преговорите. Ама сега од ЕУ доаѓаат гласови дека е потребна подготвителна фаза. Зашто подготвителна фаза? Може би знаете што е најлесно. Како што го ставија знамето на НАТО пред да влеземе во НАТО, може би ќе доживееме и за инспирација на ЕУ да го истакнат и знамето на ЕУ, да има зашто да слават. Им помина мандатот во преговори и разговори. Замислете, 26 мина, од кои само 4 жени, нон-стоп разговара и преговара. Толку многу за овие 2 и повеќе години, што не успеа да направат ниту една реформа. Финансирање на неквалификувана администрација, податоци и немаме за администрацијата, фигурираат различни бројки, дури и сами не се усогласени. Премиерот зборува за дури 40.000 нови вработувања. Министерот за финансии вели дека се 28.000 вработувања. Министерот за информации вели дека се 25.000 вработувања. Не знам која е вистинската бројка, но резултатот од нивната работа е нула. И во меѓународното право, и во националното право, најважно е да се почитуваат нормите, дека политиката не смее да излезе надвор од правото. Јас предавам за добри и лоши закони, ама подсетувам дека од античкото време до денеска се вели дека
Граѓаните имаат право на отпор кон лошите закони. Затоа, добри луѓе, на 21 април треба да им кажеме дека нивното време заминува. Ние се грижевме до сега. Време е тие да се грижат. Време е да им покажеме дека се што ни сторија веќе нема да дозволиме да продолжи. Дека се што направија е нелегитимно. Дека тоа што не повредија, ни го срушија достоинството, не понижија, дека е неподносливо. Дека ние најмолчеливите на референдумот сега ќе бидеме најгласни. Зошто? Зошто тој глас ќе се провлече до септември, кога ќе мора да има предвремени парламентарни избори. А тогаш се знае кој ќе победи. Оние што ги поддржувате вие. Тоа ќе биде почетокот на новото време,